Почитувани сограѓани, драги тетовчани, како кандидат за градоначалник на град Тетово и како човек чија професија е да помагам на луѓето, можам да ви ветам пред се целосна посветеност и вложеност во предстојните 4 години за Тетово да стане еден современ, урбанизиран град со еднакви можности за сите. Тетово е символ на мултикултурно општество, место каде различностите се надополнуваат едни со други. Таква е мојата визија за Тетово. Го гледам овој град како сублимат на различни културни вредности, споени во една, за подобро Тетово. Град во кој различните визии се соединуваат во една. Напредок, достоинство, просперитет на сите полиња на функционирање. Почитувани сограѓани, дозволете ми, како кандидат за градоначалник, да ви презентирам дел од мојата програма за предстојните локални избори. Проект за изградба на постројка за секундарна селекција на отпад во Тетово. Со реализацијата на овој проект, конечно, ќе се реши повеќегодишниот проблем со загадувањето на средината и воздухот во Тетово, како и решавање на проблемот со транспортот на отпадот во град Тетово. Со третманот на органскиот отпад може да се добие високо квалитетен тресет, а со останатиот отпад ќе се добие суровина за ново производство. Рок за изведба 2018 година. Проект за изградба на детски градинки во Тетово. Зголемениот интерес на родителите за згрижување на нивните дечиња од предшколската возраст секојдневно расне. Заради тоа, овој проект за изградба на 3 нови градинки е од високо значење за нив, но и за дечињата. Рок на изведба септември 2020 година. Покрај ова, должност ми е да напоменам дека паралелно е планирано и етапно реконструирање на постојните градинки во населбата Поток до спортскиот центар, градинката Тетекс и старата детска градинка. Исто така, заради зголемената фреквенција на возила, Тетово има огромен проблем со паркинг просторот. Заради ова, планирана е изградба на повеќе катни гаражи преку јавно-приватно партнерство, со кој што ќе се изградат гаражи од најсовремен тип, со кој што ќе обезбедиме поголем број на паркинг места во најкритичните точки. Рок на изведба до декември 2020 година. Во мојата програма, како кандидат за градоначалник, морам да споменам и до изградбата на капелата на православните гробишта, како и соодветно партерно уредување на просторот околу неа. Рок на изведба 2018 година. Во мојата програма е планирана изградба на спортска сала во основното училиште Андреја Савевски Чичиш. Рок на реализација до крајот на 2018 година. Исто така, предвидувам изградба на нов ГУП и етапна изработка на нови дупови за град Тетово. За овој проект важно е да споменам дека на приоритетно место има стариот дел на Тетово, што ги опфаќа населбите Певчина, Поток, Два Бреста и Колтук, а детален урбанистички план ќе биде изработен за населбата Деребој, Пруга. Во склоп на овој проект ќе биде обезбедена поддршка во постапката за легализација на објектите. Во мојата програма на предстојните локални избори важно е да го напоменам и проектот за пронаѓање на локација за изградба на нов православен храм, кој што би одговорил на потребите и барањата на верниците од долниот дел на градот. Рок на реализација 2018 година. Се планира исто така изградба на повеќе забавни детски паркови, игралишта и зелени паркови во подрачјето на општина Тетово, во населените места Тетовчанка, Ајдучко мало, Блок 70, Поток, Два Бреста, Дреновец, Колтук, Пржова Бавча, Горно мало, Мала и голема речица, Порој, Джепчиште, село Шипковица, село Сарачино, село Фалише, како и на многу други места. Во мојата програма од 2017 до 2020 година, еден од клучните проекти ќе биде комплетна реконструкција на улицата Гоце Делчев во должина од 1,5 км. Рок на реализација од 2018 до 2020 година. Довршување на улицата Благоја Тоска во Потек, од кај делот на касарната Кузман Јосифовски Питу до раскрсницата со населбата Дреновец во должина од 1200 метри, како и пробивање на истиот булевар во делот кај клиничката болница во Тетово. Рок на изведба 2018 година. Почитувани,
Ова што ви го презентирав се само дел од предвидените проекти во мојата програма за овие предстојни локални избори. Јас верувам дека со заеднички заложби и напори Тетово повторно ќе го добие стариот сјај. Тетово повторно ќе го добие епитетот на еден од најубавите градови за живење во Република Македонија. Драги тетовчани, ве повикувам сите вас заедно Тетово да го направиме подостоинствено место на живење. Град со европска култура на развој, урбано место во кое што сите ќе можат да живеат подеднакво, без разлика на религија, етничка припадност. Заложбата за Тетово да добие социоекономски развој, да стане град со можности за сите, да биде репрезент за културен и етнички соживот, треба да биде во сите нас. И не само на хартија, ами да биде произведена и во дела. За Тетово успешно, напредно, еднакво за сите. Секогаш работа, секогаш Тетово, секогаш Македонија.